Економската криза и недостатокот на основни прехранбени производи наголемо отвори темата за неопходноста од производство на истите во државата, како не би биле увозно зависни. Низ мерки активираше Министерството за земјоделство изминатиот период за поддршка на земјоделците. На оваа тема разговараме со министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, Кристина. Поздрав до сите гледачи. Имаме многу теми за кои што сакам да продискутираме, но разговорот ќе го отвориме со она што беше најактуелно изминатиот период, како последица на климатските промени имавме интензивни врнежи од дожд, кои што нанесуваат голема штета и на земјоделските поседи. Голем дел од земјоделците има штети, истите имаат можност да ги пријават. Оно што ме интересира, излегува ли општинските комисии на терен, колку штети, каде се утврдија и ќе има ли доволно пари за исплата на истите, имајќи предвид дека живееме економска криза? Согласно сегашниот систем кој што е по законот за заштита и спасување, не по закон во кој што е во наша надлежност, се спроведува проценките за секојаш кога ќе има климатски неповолен настан, односно кога ќе имаме било какви штети во било која општина, општинските комисии се задолжени, односно советите и локалните самоуправи да ги формираат, да излезат на терен, да ги вршат проценките и да се спроведува постапката, односно елаборатите кои што ги изработуваат да ги достават до Централната владина комисија. Ние работиме на промена на тој модел, се со цел за да може навремено и веднаш да се дојат парите кај земјоделците. Тоа го правиме сега со промена на моделот во делот на субвенционирањето, со воведувањето на авансното субвенционирање, каде 30% од субвенциите земјоделците оваа година ќе ги добијат веднаш, за оваа година, по програма од 2022, например, а не да се случува како до сега да исплаќаме за останати субвенции од претходни години. Многу е битно навреме земјоделците да ги добиваат средствата, за да влезат во производство, за да ги мотивираме и токму во една ваква криза да произведуваат. Меѓутоа, работиме, како што кажав, на промена на моделот на обештетувањето, односно воведувањето на задолжително земјоделско осигурување, кое што ќе значи сите оние кои што ќе аплицираат за субвенции ќе мора да имат осигурување на својот земјоделски производ на површините, така да работиме на сосема нов концепт и модел. На 14 јули е последниот состанок со сите 11 компании осигурителни, со работната група нудиме ново законско решение кое што ќе биде прифатливо за сите и ќе го промени моделот на заштита на земјоделското производство. И затоа сакам малку подоцна да продискутираме, но претходно сакам да ве прашам зошто земјоделците, да речеме, од лозово толку долго чекаа на субвенциите, на штетите, на домесна штета? Збориме за систем, има штети кои што не се исплатени од 2015 година. Затоа зборам, треба промена на целокупниот систем и модел. Она што е наша надлежност е нудиме нов закон пред сите, пред компаниите, кои што за жал не изградија во претходните 20 години доверба кај земјоделците, заради тоа што земјоделците се жалат во делот на плаќањето на полисите, на проценките на штети кои што се прават и така натаму. Затоа се посветив лично со целиот тим да формираме и понудиме ново законско решение кое што ќе значи нов задолжителен осигурителен пул, државата да носи методологија на проценки, државата да го контролира целиот процес, да ги утврди цените на полисите, да уведеме задолжително осигурување и да ги врзаме со исплатата на субвенциите. Сега имаме само околу 3000 земјоделци кои што го осигуруваат своето земјоделство. Целта е да сите 70.000 апликанти го осигуруваат своето производство и да не збориме од година во година за штети, за проблеми, за сите овие како ќе обезбедиме средства. Со ребалансот на буџет се обезбедени средства за сите исплати од претходно. Меѓутоа, многу е комплицирана постапката, многу е долга и при тоа доаѓаме до револт кај земјоделците заради тоа што оваа година треба да ги добијат парите за претходната, штетите од претходната или од останатите години. Мора да воведеме нов систем и сметам дека решението е во новиот закон за задолжително земјоделско осигурување. Кога овој систем би можело да профункционира, бидејќи споменавте мал дел од земјоделците ги осигуруваат своите имоти, од друга страна многу е мал бројот на осигурителни компании кои што нудат можност за полиси. Од информациите кои што ги имаме, да речеме од 11, само 4 нудат вакви услуги. Претпоставувам дека законот ќе го регулира сето ова, но кога би можело во пракса да го имаме?
Јас се надевам дека законите кои што доаѓаат од Министерството за земјоделие, кои што се готови, како што е законот за задолжително земјоделско осигурување, имаме нов европски закон за виното кој што дава и регулира производна цена на чинењето на грозјето. Имаме нов закон за пасишта, за да ги ставиме во функција 500.000 хектари пасишта. Имаме измени во Законот за земјоделство и рурален развој кои што воведуваат нови мерки и политики за земјоделците. Имаме нов закон за советодавен систем во земјоделството кој што ќе го либерализира пазарот, односно ќе уведеме нови приватни консултанти кои што земјоделците ќе ги користат за да им ги олеснат, да им ги дадат сите информации и да го олеснат пристапот до сите програми. Зборам за десетина нови закони кои што очекувам Македонското собрание не да ги блокира, туку во време на светска криза и војна во Европа со апсолутна и целосна поддршка овие законски решенија да поминат. Ние сме подготвени, денеска имаме економски совет со претседателот на владата, кој што ќе биде тематски, кој што ќе биде на тема земјоделие, каде што ќе ги разговараме сите овие работи и очекувам поддршка. Што побрзо поминат во Македонското собрание, толку побрзо ќе можат земјоделците и фармерите да ги користат сите овие нови системи, мерки и политики. Почна првата жетва, какви ќе бидат откупните цени, какви се приносите? Познавачите велат дека со секој степен глобално затоплување се намалуваат и приносите. Ние воведовме интервентен фонд како ретко која држава од регионот, со кој што и преку кој што даваме поддршка за 40% вештачко ѓубриво, обезбедуваме зелена нафта, објавивме 7 огласи за 13.700 хектари земјоделско земјиште, а најголем дел се наменски за производство на житни култури, односно се наменети за поледелството. Има радува фактот што огромен е бројот на пријавени, 3 пати е поголем интересот за добивање на државно земјоделско земјиште кое што е наменето за производство на житни култури, пченица, пченка, јачмен, сончоглед и така натаму. Воведуваме договорно производство, ги обезбедуваме сите услови и преку интервентниот фонд навремено, и токму денеска ме радува и фактот што земјоделците се мотивирани, цената на јачменот надмина 17 денари, ако минатата година беше 9 или во претходните и 8 и под 8, оваа година имаме цена од 17 денари откупна на килограм јачмен, очекувам 20 денари откупна цена на пченицата и го чувствувам задоволството кое што навистина се надевам дека во понатамошниот период, односно со доаѓањето на есенската сеидба, ние ќе продолжиме со усвојувањето на ребалансот, се обезбедени средства и за есенската сеидба, за поддршка на 40% вештачко ѓубриво, целосна поддршка на земјоделците во овој поглед. Верувам дека ќе бидат мотивирани со нови површини, со зелена нафта, со вештачко ѓубриво, со исплатени субвенции, со мотивирачка мерка од 100 евра по хектар за сите оние кои што ги надминат приносите. Посетив многу производители кои што имаат големи површини со јачмен и пченица и сончоглед и ги надминуваат приносите од 2,5 тони кај сончогледот, од 3 тони кај јачменот и од 4 тони кај пченицата. Сите тие ќе добијат по 100 евра преку развојната мерка која што ќе ги мотивира да продолжат во производството. Очекувам на 250.000 тони пченица оваа година, со што ги обезбедуваме најголем дел од потребите за домашното производство, 140.000 тони јачмен, станавме извозно ориентирана земја која што од пред 3 години до пред 3 години увезуваше јачмен, сега сме земја која што 10 пати го зголеми извозот на јачмен и во следните 3 години очекувам зголемување на производството на пченица со сите овие мерки од минимум 30.000 тони и на долг рок целосно увозно независни од овие стратешки култури. Ова беше целосниот фокус во овие месеци на голема криза, на поскапени репроматеријали и на војна во Европа и на вистина резултатите денеска ги гледаме. И глобалната економска криза, војната во Европа секако го отвара прашањето за обезбедување храна и во претходното гостување на Македонија наутро ве прашав дали треба да стравуваме од недостиг на основни производи, ќе ве прашам и сега имајќи предвид дека кризата се продлабоџува. Сметам дека граѓаните не треба да се грижат, навремено се преземени сите мерки и пред
пред да се случи војната во Украина, ние го донесовме националниот план за производство на храна со сите засегнати страни, вклучувајќи ги. Вчера го државме првиот конститутивен состанок на Агросоветот. Навремено се преземаат мерки за есенската сеидба, се зголемува или се одржува домашното производство, што е најбитно, и секој еден денар од граѓаните кој што оди во земјоделството, оди за поддршка на земјоделците и на производителите, ја праќаме пораката и на откупувачите, и на трговците, и на компаниите. Нашата цел е со нашите пари, со парите на граѓаните, да се финансира земјоделско производство кој што ќе остане пред се дома, за да граѓаните не се грижат. И ме радува фактот што имаме добри бројки, што има и добри приноси, што има и добри откупни цени, што е мотив за земјоделците да продолжат, а граѓаните да не се грижат за обезбедувањето на стратешките култури и прехранбени производи. И сосема на крај сите овие мерки се со цел да не бидеме увозно зависни и да имаме производи од домашно производство, но за тоа треба, предпоставувам, долго време. Кој е временски интервал кога би можеле да кажеме дека имаме доволно основни производи од домашно производство? Ние збориме за сега фокусот се житните култури. Ние сме земја која што има 120 милиони евра девизен прилив од извозот на тутун, и сме земја која што има девизен прилив од 60 милиони евра од извозот на вино и стануваме се попредпознатливи, или има огромен раст нашата конзервна индустрија која што има извоз од 70 милиони евра. Бум имаме кај малите производители во секој еден поглед. Затоа сега е фокусот да ги обезведиме и стратешките култури. Кажав, за 3 години очекувам 30.000 тони повеќе пченица, за 5 години очекувам дека ние извосно ќе бидеме целосно независни во тој поглед. Само една информација, и покрај тоа што на некој начин се крена паника во текот на забраната, која добивме забрана од Србија за извоз на пченица, кога нашите компании исклучија договори за увоз на 50.000 тони пченица, според нашите податоци, а според српската влада имаа договори за 100.000 тони, еве во овие 2 месеци кога трае забраната, ние имаме увезено 15.000 тони пченица. Тоа говори и тоа го потврдува фактот дека имаме стабилно домашно производство, имаме одлична поддршка на земјоделските производители. Фокусот треба да биде да произведеме квалитетна пченица, на што треба да се ориентираме во овој период, да ги зголемиме приносите. Затоа верувам дека сите овие мерки ќе доведат до целосно намалување на увозната зависност. Токму од пченицата, кај јачменот веќе имаме огромен извоз во претходниот период и целосно задоволување на домашните потреби. Темпото на реализација на мерките и успехот од истите ќе го следиме и дискутираме и во периодот кој што следува. Благодарам за денешното гостување во Македонија. Благодарам, Кристина.